Викендов започна уривањето на дел од објектите на улицата Стево Теодосиевски на потокот од војниот мост до крстосницата во Стришани. Со ова започнуваат активностите за проширување на постоечката сообраќајница и изградба на нов булевар. Градежни машини на изведувачот Калина во саботата ги урива објектите за кои експроприацијата е завршена, а увид на работата извршија градоначалникот на општина Кочани Николче Илиев и секретарот Александар Јосифов. Почнавме со рушење на дел од куќите која што постапка за експроприација веќе завршено, куќи кои се веќе целосно завршени и уривањето ќе продолжи на сите куќи што во процесот е завршен, а исто така продолжуваме и понатаму со другите објекти каде што процесот на експроприација не е завршен и очекуваме овој процес набрзо да биде завршен и да ни се овозможи да продолжиме со нашиот проект изградба на булевар, односно продолжување на булеварот Тодосије Паунов преку Стево Тодосиевски па се до излезот до туристичката агенција Велјан. Значи еден проект кој очекувам дека ќе ги реши поголем дел од проблемите на граѓаните на општина Кочани кои се соочуваат со сообраќајниот хаос и дека навистина ќе имаме непречено движење. Со експроприацијата локалната самоуправа ќе откупи вкупно 9765 квадратни метри, на кои се наоѓаат вкупно 30 парцели, од кои 9 се државно земјиште, а останатите се евидентирани 29 сопственици. За овој процес општината ќе потроши 30 милиони денари средства обезбедени од буџетот. Ова е прва фаза од проектот за изградба на нов булевар, а ќе се гради и кружен тек. За време на изведувањето на градежните работи сообраќајот ќе биде пренасочен во неколку правци. Товарните возила ќе се движат кон Грдовци, а патничките по улицата Маршал Тито и лево по 22 октомври. Еднонасочна улица што се спојува со Димитар Влахов. Во услови на изменет режим, автобусите и минибусите ќе се движат по улицата Маршал Тито до водостопанство Брегалница, а лево по улицата Димитар Влахов кон Стришани.